Европската комисија не ја критикува Македонија само во областа на корупцијата, судството и криминалот. Властите треба да работат на подобрување во сите области: образование, здравство, животна средина, јавна администрација. Комисијата го адресира проблемот со здравствениот кадар и нееднаквиот пристап до здравствена заштита. Бројот на лекари и медицински сестри на 100.000 жители е под просекот на Европската Унија. Медицинскиот персонал продолжува да го напушта јавниот здравствен сектор. Трошоците за здравствена заштита од џеп постануваат високи на 38%, што представува пречка за еднаков пристап до здравствената заштита. Иако имаме ограничен напредок во образованието и културата, голем проблем е неусвојувањето на клучни закони. Македонија треба да ги усвои новиот закон за средно образование и законот за стручно образование, да го подобри пристапот до квалитетно образование за сите, особено за децата со попреченост и за децата од ромските заедници, да се насочи кон подобрување на обуките за професионален развој на професорите. Македонија треба да внимава и како ја користи помошта од ИПА, порачува Брисел. Нема напредок во делот за регионална политика и координација на структурни инструменти, која предвидува ефикасно користење на предпристапната помош на Македонија. Во извештајот стои дека делумно се исполнети препораките во делот на животната средина и климатските промени. Треба да се спроведат конкретни мерки за намалување на загадувањето на воздухот и загадувањето на слатките води, да се воведе систем за управување со отпад и да се зајакнат инспекцијските капацитети. Иако сме председавачи со ОПСЕ, не ги исполнивме нивните препораки. Нема напредок во решавањето и имплементација на препораките од страна на Канцеларијата за демократски институции и човекови права на ОПСЕ и Венецијанската комисија. Македонија се уште ја нема усвоено ревидираната законска рамка за управување со човечки ресурси, која го вклучува Законот за административни службеници и вработени во јавниот сектор, задача која требаше да се исполни уште пред 5 години. Според извештајот, Македонија има проблем и во областа на конкуренцијата. Не беше постигнат напредок во извештајниот период. Минатогодишните препораки не беа применети. Земјата треба да ја усогласи законодавната рамка за целосна транспарентност на државната помош, доделена од властите да спроведе антимонополски политики. Македонија не ги прифатила ниту препораките за подобрување во областа на правото на интелектуална сопственост. Не е постигнат напредок. Потребни се дополнителни напори за усогласување на законодавството со правото на Европската Унија во оваа област. Имаме ограничен напредок во слободата на изразување, борбата против организираниот криминал и перењето пари. Умерено сме подготвени да се справиме со конкурентскиот притисок и пазарните сили во Европската Унија. Но во клучните за ЕУ и днината области, Македонија нема напредок и доби многу критики. Прилично лошо сме рангирани споредбено со земјите од регионот, ама и во споредба со Украина и Молдавија, кои по декемврискиот самит ќе почнат преговори со Европската Унија, па дури и со Грузија, која ќе добие кандидатски статус.